Ova tema koja ja se narekov da imаме доверба и во тешки времења во Бога, ќе ни помогне да навистина ја сватиме пораката Божја. Бог не се менува, вели Библијата. Тој е постојано истиот. Ние се менуваме, растеме, некој време стоиме, може би така во застој што се вели, но потоа старееме и одеме кон крајот. Се што има почеток, вели Библијата, има и свој крај. Меѓутоа, ние денес ќе се поучиме од еден човек кој ние го добро знаеме. Ќе зборуваме за Илија. Пророк Илија, неговото име Јехова е мојот Бог. Интересно, секој од нас има свој име. И ако проверите таму, ќе видите дека секој наше име има некое значење. Еве, Илија значи Јехова или Бог е тој кој го водел во неговиот живот. Ајде да читаме за пророк Илија и да ги отвориме нашите Библии, нашите мобилни и таблети што имате и да отвориме во Прва Царевите 17 глава. Може да ме пратите, може да слушате, но како е да е, овој познат настан запишан во првата книга до Царевите 17 глава. Ќе ги прочитам првите 7 стиха за да добиеме една целина на самиот старт од ова размислување. Тесвиецот Илија од галатската Тесва му рече на Ахава: живиот ми Господ, Израелевиот Бог, кому му служам во овие години, ке нема ни роса, ни дожд, освен по мојата заповед. Господовото слово му беше упатено вака: оди од тука и тргни кон исток и скрий се при потокот Херит, што е спроти Јордан. Ке пиеш од потокот, а на гавраните им заповедав да те хранат таму. Тој отиде и направи според Господовото слово и се настани при потокот Херит, спроти Јордан. Гавраните му донесуваа леб наутро, а месо навечер. Пиеше од потокот, ама по некое време потокот пресуши, зашто немаше дожд во сета земја. Кога го читаме овој настан, браќи и сестри, или кога слушаме за пророкот Илија, ние се восхитуваме каков тој човек бил силен. Може би физички не бил така развиен, но сепак бил храбар во духот. Интересно, кога ја читаме неговата историја, ние се радуваме, бидејќи тој бил постојано на Божја страна. Иако имал некои осцилации, имал и некои падови во својот живот, но сепак Илија е човек неустрашив. Интересно, Илија живел во едно време кога во Божиот народ, во народот Израелев, се случувале турбуленции на верски план. Многу луѓе отпаднале, се појавувале лажни пророци. Дури водачите кои требале да го водат Божиот народ на исправен пат, свртувале лево или десно. Значи, пророкот Илија живел кога во Израел имало духовен мрак или духовна темнина. Интересно, еден ден Господ му вели на Илија да отиде и да му пренесе една вест на Ахав. Ја не знам како би се ние чувствувале кога треба да пренесеме вест на председателот на државата или на премиерот. И тоа не е вест дека ќе добијат кредит поволен државата од некоја силна држава или од некоја банка. Некоја позитивна вест. Да пренесеме лоша вест. Како би се ние однесувале, дали би имале сила да застанеме пред царот. Бидејќи, знаете, во тоа време царевите имале власт. Со кревање на рака да човекот биде убиен. Или да се случи нешто страшно. Овде Илија добива од Бога заповед. Оди, знаеме каква вест требало да пренесе на царот Ахав. Дека 3,5 години нема да има дожд. Интересно, Илија влегува во таа резиденција на Ахав. Ја пренесува веста дека Бог негодува, дека Бог се лути, дека Бог не му е по волја состојбата во која се наоѓа народот израелски. Интересно, зошто 3,5 години, не 4? Нека биде тоа прашање за размислување. Зошто не рекол Бог 2,5 години? Или 4,5 години, туку 3,5 години? Но за тоа време, вели пророкот, му кажува на царот, ке нема дожд по целата земја. Дали го приметувате? По целата земја. Но сепак има некаде вода. Како што знаете, кога Божиот народ, израелците се
преселили во Гесемската земја и кога тие зла, 7-те, односно 10-те зла дошле, дали ги погодиле и нив во таа територија? Немало. А во сета египетска земја имало проблеми. Сите ги почувствувале, но Божиот народ во овој контекст, израелците тоа не го почувствувале. И овде ќе видиме, овде текстот вели по целата земја, но да го заштити Бог, својот пророк, Илија, го упатува недалеко од Самарија во правецот на Јерихон. Тамо, од другата страна на Јордан. Во тие ненаселени предели, тамо кај што не стапнала човечка нога, во пределите на Моав, кај потокот на еврејски Керит, овде нашиот превод вели Херит или српскиот вели Хорат. Како е да е, таму требало Илија да отиде, да послуша совет од Бога. Илија можел да каже, ма не можам, кој ќе оде таму? Па таму нема интернет, па таму нема сателитска. Ај, може се монтира некоја сателитска. Па таму нема струја, па таму нема нормални или сигнал, нема нормални услови за живење. Илија можел на Бога да му даде многу потпрашање, како ние денеска што му велиме на Бога, ама Боже, зошто ова? И ќе наброиме цела листа причини зошто тоа не го правиме. Но Илија прифатил, браќи и сестри. И овде во книгата Пророци и цареви на страница 81 вака пишува: Источно од Јордан, во планините Галатски, живел во време на Ахав човек од вера и молитва, кој со својата неустрашива мисија требало да го спречи брзото ширење на отпадништвото во Израел. Гледате каква мисија има, браќи и сестри, пророк Илија. Во еден период кога се ширило отпадништвото во Божјиот народ. Зарем и денеска црквата Господова не е бомбардирана со секакви науки за да дојде до отпад, да се спречи тие лажни науки кои харат по светот. Но да се вратиме овде на текстот. Ова суша која овде Илија е најавил, наистина била страшна. Луѓето биле во голема неволја. Едноставно сите извори, замислете сите извори во Скопје или Скопско или во Македонија да престанат. Нема вода. Секоја зелена трева или тревка се исушила. Ако нема трева, кој е во опасност? Животните. А некој од тоа и се храни, така. Се вели се усушило. Немало вода. Земните посеви овенале. Додека Илија, браќи и сестри, бил тргнат на страна. Бил тамо некаде кај што може би го немал тој комфор, но сепак за него ќе биде делукс комфор. 7 стих еве што вели: Ама по некое време потокот пресуши, зашто немаше дожд во сета земја. Интересно, Илија секој ден станувал, си ги ладел нозете на потокот, зашто било жешко, имал вода, имал храна. Замислите, секој утро, секој ден птици, кои се тие птици? Интересно, гавран да ти донесе, па тоа е опасна птица која се јаде. Токму таа ќе му носе храна. Сега кога зборуваме за птиците, за животните, се кавате на оној пример во Романија што се случил за време на Чаушески. Сте го слушали тој пример за братот кој работел таму, односно кој живел во Романија, бил адвентист. И го терале да работи во сабота. Тој одбивал. И затоа бил со кривична во затвор. Меѓутоа тој не попуштал. Останал верен на Господа. И оној кој му бил предпоставен таму во затвор, шефот му рекол: пријателе, па ти гладуваш. Ајде откажи се од вистината, ќе те пуштиме. Но братот рекол: не. Јас сум верен на Бога и во време и во невреме. А каде тој твој Бог? Па гледаш, јадеш таму суви корки леб и пиеш само чај. Погледни мојата маса, богата, а човекот бил вакам преку 100 кила. Меѓутоа, сите му давале неколку денови дека ќе преживее во тој строг затвор. Секој ден луѓето кои му носеле храна гледале низ прозорецот, човекот се моли, ги обавува сите обврски како затвореник и после неколку денови бил повикан повторно кај шефот на затворот на разговор. И ме рекол: пријателе, како ти преживеаш? Како живееш? Гледаме, уште си свеж.
Pa to je rekao, Gospod me hrani. Gospod te hrani, nemoj da me zavitlavaš. Da, Gospod me hrani. Jedna mačka mi nosi svaki dan sveža vekna lep. Mačka ti nosi lep? Da, rekao bratot. Ajde da se uverime. I se vratili v sobota i tokom preko prozorec od jedna mačka v ustata nosi kifla ovaka golema. Ja stava namazata. Koga ovaj šef odvidel, očite ovakve mu izlegle. Pa veli, to je moja ta mačka. Njegova ta mačka. Mačkata na šefot. Sveko jutro Bog je potiknuval od pekarata da donese lep, odnosno vekna kifla topla za bratot koji je ostanal veren. I svekako to i togo preživel. Zamislite, ova ptica, Bog je potiknal da mu nosi navečer, veli ovdje 6. stih, gavranite mu nosija lep nautro, a meso navečer. No jedan den, brake i sestri, toj komfor na Ilija prestanal. Jedan den koga Ilija došao, se ošte gi trval svojite oči i da ja dopre vodata, a tamo suv pesok. Sivi kamenja, nema poveke voda. Što da pravi? Tuka pored potokot Ilija kampiral i užival v ubavinite i blagoslovite na prirodata. Užival v izlegovanjeto i zaognjanjeto na soncето. Slušal pesni. Ne moral da ima kanarinci ili kafezi, tuka pticite mu pele. Go slušal žuborotna vodata na potokot Horat. Se rasladoval od golemite goreštini vo studenata voda. Vo senka na golemite drvja. A narodo dolu se borel za korka lep. Nemale voda. I životните дури постеле, бидејќи немале вода. Но гавраните му носеле, како што рековме, леп, а навечер месо. Има Илија приватен поток. Знаете што значи да имаш приватен поток? Кога имате нива, па вие сте богат човек. Доаѓат комшиите, не само да полнат вода, да пијат тук и да ги залеват овие зеленчукот кој ги имат засадено. Имал приватен поток, пил чиста изворска вода. Се било добро, се било совршено. Но еден ден потокот, вели овде, пресушил. Ама по некое време, не знаеме колку, од тие 3,5 години, пресуши потокот, зашто немаше дожд во сета земја. Ја знам и доле во Струмичко со години кога нема вода, односно дожд, многу потоци престана, така? Се повлекле потоците или водата, се подлабоко се наоѓа долу во земјата. Очигледно, ова суша влијаела и на тој поток, но ја би рекол дека Бог го пресушил. Намерно, да ја види сега верноста, издржливоста на Илија. И сега може да го замислите Илија колку бил разочаран кога тоа утро пошол кај потокот, а тамо ни капка вода. Ни капка вода. Само кафеави камења и ништо друго. Знаел што значи да биде суша. Знаел што значи да нема вода. Тоа било сигурна смрт. Сега прашање за нас, кои сме овде, браки и сестри, кој ќе пресуши твојот поток, како ние се однесуваме? Дали сме лути на Бога? Дали сме лути на црквата, на пријателите, на роднините? Ајде да видиме како Илија се однесувал. Одеднаш, на она што Илија се потпирал со месеци, може да кажем и со години, исчезнало. Преко ног се променило. Нема повеќе жуборење на водата, ги нема повеќе ни птиците, гавраните, со она храна што ја носеле. Дури и дрвјата околу овенале. Лисјата овенале и нема она длабока сенка. Потоа, браќи и сестри, знаете кој прозборил? Бог. Потоа Бог прозборил. Бог вели во 8 стих: стани, оди во Сидонска Сарепта и остани таму. Еве Бог што му вели. Стани сега, Илија. Таму наредив на една вдовица да те храни. Бог се погрижил, браќи и сестри, драги присутни, за уплашениот пророк. Бог и за нас се грижи кога ќе пресуши твојот и мојот поток. Бог има други потоци поголеми, но ние тогаш немаме очи отворени, зашто сме загрижени, уплашени од тоа поточе кој сме се надевале во него и сме гледале со копнеш одеднаш исчезнало. Без разлика во какви
problemi ќе се најдеме, Бог има решение. На овој свет во кој ние живееме, никој од нас го нема сето или се да имаме. Сушност, еве што кажал Хенри Кофин, 1930 година напишал една статија под наслов Сигурни инспирации. Еве што кажал помеѓу другото. Во таа статија тој пишува помеѓу останатото дека Бог има добри планови за секој негово дете, но со секој човек има поразличит план, специфичен план. Единствено што е исто за секој, вели овде во ова статија, Бог сака да не научи да се подпираме не на себе, туку да се подпираме на помошта која е надвор од нас. И токму ова е поентата на ова наше денешно размислување. Може слободно да кажеме дека никој од нас не е потполно независен, браќа и сестри. Сите ние зависиме еден од друг. Постои една изрека, вели, дрво на дрво се подпира во шума, а човек на човек. Значи, сите ние имаме потреба во некои мигови да се подпреме на пријател, на комшија, на родител. Едноставно, потребни сме едни на други. Никој нема таа мудрост или способност да ги задоволи сите потреби во својот живот. Ние сме создадени да бидеме зависни еден од друг. И затоа Бог рекол на Адама, што му кажал? Не е добро да биде човекот сам. И кога има семејство, жена, деца, роднини, и тогаш не сме сами. Секој од нас има, како синџир, алки поврзани еден со друг. Може слободно да кажеме дека ние не сме независни. Секој од нас има потреба од некој пријател, од учител, од проповедник, односно пастор, црква, книга некоја добра или некоја добра идеја која ќе ни помогне во нашиот живот. Верувам дека секој од нас има некој свој пријател, поблизок пријател. Може би тој пријател ве охрабрил кога ви било најтешко, кога може сите кренале раце, но тој бил поред вас. Ве прифаќал такви какви што сте. Може би таква особа имате, а и треба да имаме. Верувам дека секој од нас има такви пријатели. Или некој учител. Сеќавате во училиште основно кога учителката не водеше од А па нагоре. Кога ги учевме првите букви и може би тој учител го препознал дарот кај тебе, талентот кој го имаш и те насочил во твојот живот. Ги отворил твоите нови животни хоризонти. Може би си прочитал некоја добра книга. Книга која ти се допаднала, која ти помогнала да добиеш нова идеја, нова перспектива во твојот живот. Може би за тебе хорите и домот. Потокот хорите и твојот дом, кај што секогаш ти се враќа нова сигурност. Може би имаш убава куќа, добро семејство, каде што ти се обновува истрошената сила во текот на денот во кој работиш. Наутро заминуваш, а навечер се враќаш. Може би обесхрабрен, во домот наоѓаш сигурност и наутро си како супермен. Повторно одиш во борба, односно повторно одиш на работа и екзистираш. Може би за тебе подпираче црквата, твојот поток хорите, може би црквата во која одиш постојано, секоја сабота, која е полна со живот, каде што тука наоѓаш задоволство, каде што твоето срце повторно се освежува, каде што духовно се храниш. Може би тие 6 дена работиш и немаш време, но црквата е хоритот, тој поток каде што доаѓаш и повторно се полниш со духовна сила. Може би твојот поток хорит и твојот бизнис, твојата работа, каде што наоѓаш задоволство. Може би ти оди добро, може би имаш некоја сигурност и заработуваш добро. И добро е што е така. Може би твојот поток хорит е банковната сметка, сметка која ти е добро стоечка во твојата банка. Може би си безгрижен и мислиш дека твојата иднина финансиски е сигурна. Може би твојот финансиски фонд е полн. Може би твојот поток хорит, брати и сестро, е твоето лично здравје. Може би си здрав, здраво се храниш, бираш што ќе јадеш, имаш здраво семејство, се подпираш и тоа те прави задоволен и среќен. Но, брати и сестро, драги пријателе, не заборави дека еден ден и твојот поток ќе пресуши. Како тогаш ќе се однесуваме?
Како тогаш ќе се поставиме, кога може би твојот пријател, кој до вчера си се подпирал на него, ти свртува грб. Или тој пријател заминал за странство по екзистенција. Комуникацијата е далечна, тешка. Може би тој се променил. Може би ти си се променил. Може би, како што спомнав, морал да се оцели од било која причина. И одеднаш тој кој бил подпирач во твојот живот, сега не е поред тебе. Може би учителот кој ти значил многу во време на училиштето кога си одел, но сега кога се сеќавате на тие мигови, на тие години, сепак установувате дека тој учител и не бил така фин баш со вас. Дека може би не бил како што треба. Или книгата која сте ја читале, која ви давала нова сила, сега кога повторно ја читате, гледате дека ја надминала историјата. И таа книга ја фрлате на страна. Може би црквата во која си одел, која ти значила многу, кај што се прекрасно чувствуваш, а сега сте останале без црква. Може би си отишол во друга држава, во друг град, кај што нема црква. Може би се промениле односите во црквата, станала студена. Ја нема таа свежина, ја нема таа радост. И сега твојот поток Хорит пресушил. Како ќе се однесуваме, браќи и сестри? Може би твојот поток Хорит е твојот бизнис, но преку ноќ сте изгубиле работата. Може би семејството се распаднало, куќата се изгубил, парите пропаднале во банка, децата пораснали, заминале, здравјето попуштило. Не е веќе она како што било порано. Твојот поток пресушил. Она што ти представувало извор на сигурност, на радост, на воодушевување, на копнеш, одеднаш пресушило. Исчезнало. Браќи и сестри, мора да знаеме едно од овој пример на пророк Илија, дека потокот Хорит не може долго да не задоволува. Не може цел живот да не задоволува. Како што овој поток ни 3,5 години не бил за Илија. Тоа мора да ни биде многу јасно. Тоа пророк Илија го доживел. Колку би било полесно, браќи и сестри, Илија да останал кај потокот Хорит. Од наша перспектива ни би рекли: Боже, неправеден си, зошто си му го зел на Илија тоа што го сакал? Тука поред потокот Хорит Илија го разапнал својот шатор и уживал. Тоа би било вечно сведоштво за Божјата надприродна заштита и грижата над неговиот пророк. Потокот Хорит би бил доказ за Божјата сила, за Божјата љубов, за Божјата големина и грижа над својот верен слуга. Но, браќи и сестри, предолгото останување кај потокот Хорит би значило опасност за пророкот да го засака животот кај потокот Хорит. Ако останал предолго овде Илија и ако би уживал во тие убавини, му претела опасност да Илија повеќе го засака потокот Хорит, отколку работата што го очекува, односно она што Бог планира со него. И затоа понекогаш предностите може да се претворат во гордост. Некогаш убавините на животот пред нас може да не направат да бидеме горди, да бидеме нечувствителни за оние луѓе кои се околу нас, а живеат без леп, без вода, без грижа. Тие благослови можат да придонесат да заборавиме дека на ова земја сме странци и гости и дека овој свет не е наш дом, дека ние сме само напоминување. Може би кај Илија би проструила ова мисла: погледнете, драги мои, колку сум јас добар. Погледнете колку сум јас мил на Бога. Бог ми овозможил се на дофат на раце. Кој друг пророк во Библијата ќе најдете како јас? Има ли таков човек? Нема. Но, браќи и сестри, драги пријатели, мора да сватиме дека потокот Хорит не е за одмор. Не е за постојан начин на живење, за стален престој. Благословите на Хорит не биле дадени на Илија да живее цел живот, туку да се одмори пред големите активности, пред големите настани што го очекува Илија. Бог планирал со Илија 3 настани. Подоцна ќе ги кажеме.
Pred njih stojala planinata Karmil. Što se slučilo na Karmil? Pa znajeme su ona tolpa na proroci valovi. Go zamislom Ilija so crveni race. Znajte, da ne kažem potežak zbor. Ilija se soočil so satanata preko likovite novije stotici valovi proroci. To je prvi od nastan. Vtori od nastan što prestao pred Ilija povikuvanje na Elisijavu služba. I treti od nastan, što se slučilo? Kada je denaska Ilija? Na nebod. Gledajte, 3 nastani Ilija go očekuvale. I zato Bog go povlekova jedan period, jedno vreme da bide tamo uslovno kaženo v pustinja so voda, so potok. Da se prigotvi za ove 3 nastani. Ilija ne gi znao 3 nastani. Сега nije gi znamo zašto gi čitame v Biblijata, no na Ilija njemu bilo pokaženo odnapred. I ušte nešto. Pred da presuši ovaj potok, Ilija ne znao deka Bog prigotova nešto posebno da otide kaj ženata vo Sarepta Sidonska. To je trebalo da otide kaj ta vdovica, da vidi njegovata griža, odnosno nizinata griža i poteškoti i gladost o kojoj ta se sočuva. Ponekoj, braki i sestri, se slučava blagosloviti koji gi imame od Boga, da gi zagušat našte čustva na osjet, deka pored nas ima gladni luge. Ponekoj očite ni se zatvoreni, da gi vidime nevoljiti i makite so koji se součuvat lugito pored nas. I zato Bog dozvolova da i naš potok, tvoj i moj potok ponekoj až presuša. Povremeno sekako. Ne zato Bog da ne umre od glad ili od žet, tuku preko ti iskustva da razbereme deka nova zemlja sme gosti i deka Bog go ima poslednji od da ili ne. No nije togaš ime problem, braki i sestri. Togaš brzo, koga imаме добри работи, се лепиме за благословите. И тешко се одлепуваме. Тешко се одлепуваме од нашите потоци, кога се ни е добро. Но кога ќе добиеме погрешна, односно лоша диагноза, кога ќе слушнеме дека тој брат наш починал, дека таа сестра се случило, дека катастрофи се случуваат и во наши редови, тогаш ние се прашуваме, а зошто? Зошто, Боже? Понекогаш толку се лепиме за тие благослови, што ни е тешко да се одлепиме. Но, браќа и сестри, кога Бог ќе го пресуши нашиот поток хорат, тогаш ние плачиме. Се буниме против Бога, го обвинуваме Бога, ја обвинуваме црквата, пасторот, верниците, пријателите, сите ни се виновни затоа што мојот поток или твојот поток пресушил. Да ве прашам, дали Илија се побунил кога му пресушил потокот? Само да или не? Не. Нема изјава да Илија пукал, викал против Бога. Нема, браќи и сестри. Тој знаел, тој бил свесен дека Бог нема да го препушти на смрт. Во ова време, кога Илија размислува, ги пакира своите алишта, својот шатор, Бог му кажува дека ќе замине на друго место. Во тој ист миг, Илија не знаел дека Бог отворил срцето на жена феничанка, вдовица, да го прими. И еве што вели во книгата Патриарси и пророци, односно пророци и цареви. Чудесно гостопримство му било укажено на пророкот Божи, ова феничанка, и чудно била наградена низината вера и великодушност. Да не забораваме. Потокот пресушил пред да добие Илија известување дека има приготвено Бог нов поток, условно кажено, кај жената во Сарепта. Ја пратите таа слика. Значи, Илија не знел, Боже, се струши куќата, Бог вели, оди доле во центар, имаш стан ти давам. Ти давам куќа. Ние би рекле, добро Боже, замена. Но Илија не знаел. Значи, тој во тие мигови немал информација целосна дека Бог, но во подсвеста тој знаел дека Бог нема да го остави на цедило. Браќи и сестри, ај сега да го гледаме овој случај од друга страна. Понекогаш благословите може да ни бидат пречка за нашето спасение.
Ako продължил потокот да тече и понатамо, Илија постоела опасност да го заборави Бога. Благословите кои Бог ни ги дава и го благослова нашиот живот, може да станат понекогаш бариер или пречка во нашиот однос со Бога. И затоа Бог не сака да дозволи тоа да не се случи. Затоа потоците нема вечно да течат. Ке има Бог благослови, но понекогаш Бог ќе стави пречка за да се видиме ние колку сме одани на Бога, колку сме ние приврзани за Бога. Еве случајот со Јов, го спомнавме денес. Јов како завршува на крајот од таа трагедија? Бог даде? Да, бел благослов, него у средината кога злата му дојдоа. Бог даде, кога со жена му што вели? Бог даде, Бог зеде. Иако Бог така тоа не го правил. Во друг контекст, сега ние тоа го знаеме. Но Јов така го поверувал и така го прифатил. И затоа, понекогаш, тие благослови Бог ќе ги повлечи, браќа и сестри, за наше добро, да сватиме колку сме ние од 1 до 10 напредни. Дали сме на почетокот, сме се залепиле за тие благослови и сега кога ќе исчезнат, кога ќе запре водата, кога ќе пресуши потокот, ние се лутиме. И затоа прашање за нас, драги присутни, каде се денес ние наоѓаме? Може да седиме и да уживаме поред нашиот поток. Може добар бизнис. Може добро финансиски стоиме. Добро здравје. Сето тоа е добро. Значи, не сум против тоа, но сакам да нагласам едно. Ако се поремети утре нешто од тоа, да не викаме против Бога, да не викаме против они кои се поред нас, дека тие се виновни. Ако е така, ако добро ти оди, тогаш уживај. Благодари му на Бога за тие благослови. Но да не заборавиме. Значи, ако се заборавиме од ова проповед, да не заборавиме дека потоците нема вечно да течат. Дека потокот кога и да е, ќе пресуши. Тогаш ќе се соочиме со несигурна иднина. Но не треба се плашиме. Ние треба денеска да се приготвиме за таквите мигови. Тогаш да не тагуваме и да не бидеме љути на Бога и на сите кои се околу нас. Тогаш да не помислиме дека Бог кренал раце од нас. Може би сме погрешиле. Може сме паднале во нешто. Не значи дека Бог кренал раце од нас. Не. Ние сме и понатаму Негови деца. Ние и понатаму сме предмет на Неговата грижа, посебна грижа и љубов. И затоа, браќа и сестри, да ги кренеме своите очи кон Бога, кој ни дава постојано, секојдневно своји благослови. И тој има нешто подобро. Ако еден поток пресуши, знаете, Бог ќе отвори 10. Само треба да му бидеме верни на Господа. Да се сетиме дека тој истиот Бог е Бог кој не водил во почетокот, кога сме формирале семејство, кога сме растеле, кога сме учеле, кога сме студирале, кога сме стекнале многу искуства со Бога, тој и понатаму ќе не води во нашиот живот. Може би, да, ќе ни недостасува тој поток, Хорит, како што на Илија му недостасувал, но тој не се бунел. Тој ги спакувал своите работи и заминал во Сидонска Сарепта. Може би и Бог има и за тебе некој нов поток. И затоа да му возможиме на Бога да ја оствари својата замисла. Бог има нови искуства низ кои треба ние да поминеме, браќа и сестри. Зошто? За да се изгради или доизгради твојот и мојот карактер. За твое и моје лично добро и за добро на оние кои се околу нас. Да заблагодариме секако на Бога за ови убави мигови, денови, години поминати покрај потокот Хорит. И да го предадеме својот живот нему секако, тој понатаму да не води. Верувам сте ја прочитале таа изјава на Мартин Лутер кој рекол: држев многу работи во своите раце, но ги изгубив. Но она што го ставив во рацете на Бога, се уште го имам. Дали е во право овој брат? Држев многу работи вредни во своите раце, но ги изгубив. Но она што сум го ставил во рацете на Бога, се уште го имам. И затоа во Матеј, која беше 5 глава, каде е вашето? А каде треба да биде? На небото. И затоа Лутер тоа го сватил. Верувам дека јас за овие скоро 60 години сум држал многу работи, вредни. Условно кажам, што и да е. Ама животот помина. И вие сте држали, така? Каде се тие работи?
поминало се. Но на Лутер вели, што сме го ставиле во рацете на Бога, тоа ќе го имаме и во вечноста. Затоа, браќи и сестри, моја желба и молитва е да ставиме се на она сигурната карта. А која е таа карта? Божјата карта. Ајде да прочитаме уште неколку текстови. Одиме во Псалам 91, Псалам 91, 4, еве што вели Давид. Господи, 91, 4. Зашто 1000 години, се извинам, 91, 4. Еве го текстот. Ке те заштити со своите крила и ке се засилниш под неговите крила. Неговата вистина е штит и закрила. Кај да се најдеме? Бог ќе не штити, браќи и сестри. И кога потокот ќе пресуши, тој е поред нас. Но не треба да се буниме. Не треба да се лутиме на Бога, зашто да му дозволиме на Бога да ни ја каже следната дестинација, каде треба да заминиме. Овде Давид тоа го почувствувал и го запишал, го преточил во теист. Ке те заштити со своите крила, ке се засилниш под неговите крила. Неговата вистина е штит и крила. Одиме во Евреите, уште еден охрабрителен текст во контекст на ова наше денешно размислување. Евреите 13 глава, стихот е 5. 13:5, еве го текстот. Вториот дел ќе го читаме. Евреите 13:5, вториот дел. Никогаш нема да те напуштам, ниту ќе те оставам. Дали е ова добра изјава? Бог вели никогаш. И кога ќе пресуши твојот поток, мојот и твојот, кога може би джеповите ќе ни се празни, кога може би масата ќе биде некојаш празна, Бог вели никогаш. Браќи и сестри, знаете, Мојсија морал да загази во ладната вода на Црвеното море, да покаже вера и доверба во Бога. И Бог тогаш го одвоил, го раздвоил морето. Бог може и твоето море на пречки да ги раздвои, ако покажеме тотална вера. Никогаш нема да те напуштам. Илија да останал кај потокот Хорат, днеска би го нашле неговиот гроб. Ако Илија посакал и рекол, Боже, сакам тука да умрам, односно тука ми е добро и да останам, постоела опасност, браќи и сестри, Илија да умре и таму да му биде денеска гробот. Но тој го прифатил Божиот план. И планот за неговиот живот и подосна, рековме, доживел 3 пријатни работи. Кармил, Елисија и каде денес Илија? На небото. Гледате, Илија може тоа да го поремети. Знаете, пред Елена Вајд да биде повикана, биле повикани 2 момчиња, знаете. Таа привилегија Бог им ја дал, но тие рекле не, Боже, имаме бизнис, имаме работа, треба да студираме, треба да учиме. Бог рекол, добро, ваша желба. Ја повикува она мало, болесно детенце кое пораснало, кое се развело во жена и Бог ја употребил. Илија го прифатил Божиот план за неговиот живот и подосна, рековме, доживел Кармил, го доживел Елисија да го постави за негов заменик. Кој бил условот да Елисија стане заменик на Илија? Така е. Кој ќе замине со таа огнена кола, така. Елисија во тие мигови бил буден. Го пратил својот наставник, односно својот учител. И благословот поминал и силата и авторитетот на Елисија. И како резултат на сето тоа, знаете, Илија има и своји падови, има и своји неверија, кога под смреката посакал да умре. Сеќавате? Кога чашата му се преполнела. Се уплашил, после тој голем Кармил, се уплашил од едно писмо, една телеграма, која жената Езавелија пратила на сите полициски станици, на сите војници во државата. Кој ќе го фати, кој ќе го препозна Илија со ова слика да биде затворен. Илија се уплашил како човек и ние се плашиме, но Бог го видел неговото искрено срце дека му служил верно. И затоа, браќи и сестри, како величествено доживување.
Кога ќе исчезнат работите кои биле наш подпирач во нашиот живот, не е крај. Може би тоа е нов почеток. Почеток на славни и срекни денови. Мојот брат беше тука во служба, некој го знаете. Беше во Босна. Кога почна војната, тој излезе само со неколку торби и со една стара кола. Сеќавате? Тука беше во почетокот 91-92. Ништо не донесе. После неколку години јас добив 2 торби со алишта, со кондори, што се нашло таму во зградата, зашто беше бомбардирана. Целата имовина му исчезна. Тука беше една година колку и колку возможи нова врата. Да. Сега е во Австралија. Значи, овој хорит престана, пресуши. Бог отвори нова дестинација. И тој сега пред пензија во служба цел живот како проповедник. Секој од нас има своје искуство да го подели сега. Но важно е да му станеме, браќи и сестри, вери на Господа. И сосема на крај, еве да прочитаме во Еремија. Ве молам да ги читаме, односно да ги слушнеме овие зборови. Еремија, 17 глава. Еве што вели овде пророкот од 7 до 8 стих. Еремија, 17 глава, 7 и 8 стих. Вака вели текстот. Сличен е на дрво засадено покрај вода што ги пушта корењата кон потокот, не треба да се плаши од ништо кога ќе дојде жега, на него зеленилото останува секогаш. Во сушна година не се грижи, не престанува да донесува плод. Браќи и сестри, нека ние бидеме тоа дрво, засадено како што вели првиот псалом, сеќавате, покрај водните извори. Сличени да бидеме на дрво засадено покрај вода. Ова е паралелно на првиот псалом, што ги пушта корењата кон потокот. Не треба да се плаши од ништо кога ќе дојде жега. На него зеленилото останува секогаш. Во сушна година не се грижи, не престанува да донесува плод. Зошто денес да не дојдеме кај Исуса, браќи и сестри, и одново, кој зна по кој пат, да кажеме пред Бога: Боже, убаво ми е да бидам поред потокот денеска, но ако пресуши, подготен сум да го прифатам Твојот план за мене и да појдам по патот кој Ти си го приготвил. Дали сме денеска подготвени со кревај на рака да тоа го признаеме и да се предадеме во Божји раце дека кој да е план за нас од Божја страна ќе го прифатиме? Амин. Нека Господ погледне милостиво кон сите нас, браќи и сестри, и нека ни помогне. Ако не идеме на кризи, проблеми, да препуштиме се во Божји раце, зашто Библијата е полна со такви настани, каде што луѓето кои биле верни, Бог извел се на добро. Нека му слава на големиот Бог. Амин.